Иако до локалните избори закажани за вгодина има уште околу 6 месеци, најголемите политички партии веќе некое време го подготвуваат теренот за престојната предизборна кампања. Во оваа насока деновиве во работна посета на нашата општина беа министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и првиот човек на царинската управа Ванчо Каргов, но овој пат како дел од најтесното раководство на ВМРО ДПМНЕ. Високите функционери на владеачката партија денот го почнале во Куманово, каде што го посетиле штандот за собирање на идеи од членството и преостанатите гласачи, пошто агендата предвидуваше средби со луѓето на повеќе населени места од нашата општина. Разбирливо, домакинот, градоначалникот Арсенчо Алексовски, беше своевиден водич на гостите при посетите на селата Жидилово, Узем, Дурачка река и Конопница. Можеби луѓето се, но времето на денот на посетата на министерката и не беше баш гостопримливо. Сепак и покрај свежата надворешна температура, Јанкуловска, која воедно е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, со внимание ги сослуша и одговараше на прашањата на кривопаланчани. Таа истакна дека на ваквите посети воедно сакат да ги чујат самите жители на општините да дадат и идеи за креирање на партиската програма за локалните избори и секако квалитетните да бидат опфатени во истата. Денеска ние со неколку функционери од централната и од локалната власт сме во посета на повеќе населени места од општина Крива Паланка и сосема нормално е кога се сретнуваме со граѓаните, тие имаат прашања и што се однесуваат на функционирањето на партијата, на ВМРО ДПМНЕ, организацијата, одредени прашања што се од нивни интерес, од локално и централно ниво, но со оглед на тоа што сите ние сме и на некој начин функционери и во централната и во локалната власт, граѓаните имаат прашања и кои се директно поврзани со нашата работа како министри, директори, градоначалници, зависно кои каква работа има. Денес со господинот Ванчо Каргов како директор на царината сме во ова условно речено погранична општина и нормално е граѓаните кои живеат во овој предел покрај границата има и прашања и проблеми поврзани со нашето работење, односно работењето на институциите кои се под наше раководство. Наша цел е да одговориме на сите нивни прашања, да излеземе во пресред таму каде што тоа е возможно да се направи, но и онаму каде што тоа е невозможно, ние се разбира дека им даваме еден објективен одговор. Колку овој начин, контакт со граѓаните постојано, иако сме далеку од изборите, запознавањето со проблемите помага кон решавање на истите? ВМРО ДПМНЕ ваквиот начин на функционирање со непосреден и директен контакт со граѓаните кои се одвива постојано го претвори во свој стил на функционирање. Значи, ако пред доаѓањето на ВМРО ДПМНЕ на власт на централно ниво беше несвојствено да видите министер или директор, па дури и градоначалник меѓу граѓаните да разговара за проблемите, сега е секојдневие. Граѓаните слободно зборуваат за своите проблеми, ни укажуваат на она за што ни забележуваат, има пофалби, има критики, има и сугестии. Овој период во кој сме сега, иако е далеко од изборите, сепак е еден период кој е многу значаен за подготовка за изборите, бидејќи контактирајќи со граѓаните на терен, ние добиваме многу корисни сугестии од нив во поглед на тоа што би требало да биде приоритет за следните локални избори, бидејќи никој не може да знае подобро од граѓаните кои живеат на подрачјето на определена општина, што им треба и кои се нивните приоритети. Јанкуловска изрази разбирање за потребите на граѓаните и проблемите кои бараат решенија, но и задоволство од она со кое што како сработено се пофалиле од локалната власт. Нормално локалната власт се соочува со своји предизвици, се обидува на колку што е можно подобар начин да одговори на потребите и прашањата на граѓаните кога се однесува на задоволување на нивните потреби поврзани со инфраструктурата и со сето она што значи живење на локално ниво. Меѓутоа, како член на владата, јас имам можност директно на граѓаните да им потенцирам и да им презентирам што како влада правиме за да ја поддржиме локалната самоуправа, бидејќи иако најголем дел од проблемите, односно прашањата за кои се интересираат, се однесуваат на нивното локално живење, сепак имаше и прашања поврзани со некои политики на централно ниво, еве на пример да речеме со распределбата на субвенциите,
условите кои треба да се исполнат и така натаму, што значи дека граѓаните сакаат да комуницираат, сакаат да ги дадат своите сугестии и ние како партија во ниту еден момент не сме се откажали и нема да се откажеме од контактите со граѓаните, бидејќи директните контакти и размена на информации по однос на приоритетите се најдобар начин да ги проверите политиките кои ги спроведувате и да се уверите во нивната исправност, а можеби и во одредени грешки кои ненамерно се направени. И според директорот на Македонската царина Ванчо Каргов, ВМРО ДПМН е партија која покажала дека идеите, предложите и сугестиите од граѓаните се основен двигател за креирање на политичките програми. Основен приоритет и натаму се граѓаните на Република Македонија, нивните идеи и желби, односно нивните потреби. Според очекувањата, потврди дека на сите вакви досегашни средби добиле повеќе конструктивни идеи кои ќе најдат место во програмата на приоритети за локалните избори закажани за во март 2013-та. Сепак, разбирливо како гостин во пограничен регион, посебно се осврна на проблематиката во неговата сфера на интерес. Па јас со задоволство можам да констатирам дека немаше поголеми проблеми во однос на функционирањето на царинската управа. Мислам дека со подобрување и зголемување на фреквенцијата на граничниот премин ќе се зголеми и транзитот и со тоа и можноста за поголем промет на сите објекти и локали што се наоѓаат во овој регион. Се разбира, ние сакаме колку што може повеќе да го зголемиме прометот, а со тоа мислам дека исто така ќе се зголеми можноста за различни бизниси овдека на Крива Паланка. Терминалот работи одлично. Се разбира, во зимските периоди по некој пат имаме одредени проблеми, најверојатно и го чувствуваат и граѓаните од овој пограничен појас, посебно кога паѓа снег, меѓутоа ние се обидуваме тоа да го расчистуваме. Мислам дека имаме голема поддршка од Крива Паланка и од општината дека врска со функционирањето на преминот и не чувствуваме дека има никакви проблеми. Тоа мене ми е многу драго да го видам, да го слушнам. Се разбира дека има некои критики, мора да има такви, не е возможно. Меѓутоа мислам дека одлично функционира и еден од подобрите гранични премини во Република Македонија. Домакинот пак, градоначалникот Арсенчо Алексовски, на крајот го изрази задоволството што имал можност да го мине денот со високите гости од централата на партијата, да ги запознае со проблемите на своите сограѓани, но и со дел од успешните проекти, за кои вели ги реализирал и покрај налетот на кризата, а со што во некоја мера се ублажуваат низините ефекти. Ние сепак како општина имаме доста проекти кои ги реализираме. Во моментот може слободно да кажеме дека Крива Паланка е претворена во едно градилиште, така да и ова запознавање на централната власт со сите оние проекти кои ги реализираме е добре дојдено, со сите оние средства кои се издвајаат за општина Крива Паланка се добре дојдени, така да сакат да се запознаат и со реакцијата на луѓето, задоволството, дали се самите тие проекти погодени, дали се добри како проекти, а и да се слушне мислењето на граѓаните што е она што треба да го направиме во идниот период. Кои се местата кои што денеска има можност да ги посетат заедно со вас гостите? Па да, ние денеска бевме во Жидилово, во село Узем, бевме во Дурачка река, Метов и еве сега во село Конопница сме овдека, така да ова е добар пример на спуштање на централната власт меѓу населението и локалната, заедно размислување за проектите, за проблемите кои треба да ги решиме и кои се приоритетни, кои ќе се потрудиме и ние како локална власт со помош на централната власт да ги решиме во наредниот период. Сите тројца на крајот се сложија со констатацијата дека ВМРО ДПМН е партија која останува отворена за сите, за нови луѓе и идеи, осврнувајќи се на прашањето за кандидатите за градоначалници со кои што ќе излезат на изборите. Јанкуловска рече дека се уште трае процесот на избор на потенцијални имиња. Според неа процесот се одвива во моментов, така што е рано да се каже кои се можните кандидати за ваквите позиции. Сепак потенцира дека е добро што има силна конкуренција, бидејќи конкуренцијата дава квалитет.